Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство неодамна го објави јавниот повик наменет за финансиска поддршка за изработка на елаборати и спецификации на регистрација за заштита на називот на земјоделските и прехранбените производи со ознака за потекло, географска ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет. Со цел да ги потикнеме нашите производи на земјоделските производи и традиционалните специјалитети да ги заштитат своите производи, во програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година одвоивме средства во висина од 1,5 милиони денари. Југоисточниот дел на нашата држава изобилува со самоникнати диви смокви, посебно на подрачјата на општините Богданци, Евгелија, Доиран и Валандово. Од дивите смокви во овој крај традиционално се произведува и познатото сладко од диви смокви. Сепак, сладкото од диви смокви се произведува само за домашна употреба. За да може овој вкусен, традиционален производ да се пушти во слободна продажба на пазарите и да прерасне во бренд специфичен за овие простори, потребно е да биде заштитен со ознаката за гарантиран традиционален специјалитет. Ние имаме многу наши недалеку познати традиционални производи и специјалитети кои досега не беа заштитени со ниту една ознака од предвидените ознаки. Затоа ги повикуваме сите оператори кои се занимаваат со производство, преработка или трговија на ист земјоделски или прехранбен производ, без разлика на нивниот правен облик или состав и кои се мотивирани да го заштитат овој производ, да аплицираат на јавниот повик за кој остануваат уште 31 ден, а завршува на 2 август. Да почнеме оваа година со неколку и да продолжиме и да се потрудиме секоја наредна година да ги заштитуваме нашите земјоделски производи и домашни специјалитети.